и бездомните животни, во случајот зборувавме за кучињата, но ги забораваме руралните средини. Така е. Проблемот постои во руралните средини и се чини дека често пати ние знаеме да се фокусираме на овој урбан контекст, на проблемот нели со кучињата во урбаните средини, ама има и уште еден аспект кој што треба да го имаме на ум, а тоа е дека во руралните средини проблемот постои, не му се придава доволно значење и тој од друга страна пак има многу поинакви импликации. Тука веќе ние барем имајќи превид дека често пати сме во природа, гледаме како тие кучиња па влијаат врз дивиот свет. Што се случува? Па едноставно кога едно куче во рурална средина ќе биде без стопан, без газда, без дом, го менува својот нарав, во смисла на тоа дека често пати ќе се привикнува да оди во шума, да се зголемува својата територија или реално движење. Ќе се групираат во помали, поголеми глутници и ние сме биле сведоци на тоа дека тие ловат дури диви животни. Често пати мршојадат од пленот на други предатори, што исто така е притисок врз дивиот свет. Сакам да кажам, ова е многу битно прашање и треба да се има секогаш предвид хуманата димензија на целава работа, ама да не ги занемаруваме и овие руралните бездомни кучиња. Но потребно е системско решение. За тоа зборувавме дека е многу лесно да земеме закони кои што се применуваат, но како да ги примениме тука. Дека со оглед на нашето тло треба да се направат закони и законски решенија. Денешниот ден Македонското еколошко друштво го користи веќе цела недела, ми се чини, за една конференција во Охрид која што се случува. Како го одбележувате денешниот ден? Па денешниот ден ние практично не го одбележуваме како ден денес, туку низ нашата работа. Бидејќи ние сме во нашата суштина ние сме научно истражувачка организација која што се занимава со проучување и заштита на природата и дивиот свет и биолошката разновидност. Па во таа смисла токму оваа недела се одржува еден состанок на Европската иницијатива за крупни месојади. Тоа е една платформа која здружува и вмрежува експерти од областа на заштитарството, на проучувањето, мониторингот, управувањето со крупните месојади. И токму тоа се случува во Македонија, ние сме земја домаќин од 3 до 5 октомври, а утрешниот ден, 5 октомври, ќе биде фокусиран на дискусија на балканските крупни месојади. Крупни месојади патем се големите месојадни цицачи, тука спајаат волк, лав, тигар, леопард, мечка и така натаму, а кога зборуваме за балканските крупни месојади, кои што ќе бидат во фокусот утре, зборуваме главно за мечка, волк и рис. Добро, заклучоците од конференцијата ќе ги споделите или? Апсолутно нема зошто да не, ние сакаме да се зборува јавно за овие работи. Да, дека зборувавме дека станува збор за една конференција која е од затворен тип и тука се експерти кои што се стручни во областа и од тие причини малку да се пошегуваме, нели? Да. Тоа се сепак група на луѓе кои што се експерти во својата област, во својата фела. Но утрешниот ден ќе присуствуваат и други представници на институции и органи кои што се надлежни или во известна мера имаат врска со заштитата и мониторингот и управувањето со овие крупни месојади. Некако многу е актуелно прашањето со кафеавата мечка. Го слушнавте разговорот, бевте тука, додека зборував со директорот на Центарот за зборување со кризи. Верувам дека вие сте една клучна алатка во цела во оваа сага како да се помогне со некое решение, како Македонско еколошко друштво. И ако влеговме во дискусија тука пред да се подготвиме за разговорот, што ќе ми кажете дека како главна, да речеме, што главно треба да се превземе, да се направи за да се реши овој проблем? Затоа што повторно не зборуваме за мерки некои кои што ќе имаат краткотрено решение, зборувавме да се реши проблемот. Така. Проблемот постои очигледно. Нели, ако веќе малку не го дувавте со бројките. Да. Бројот е друг аспект за кој што не би сакал така јавно постојано да се игра со броеви, затоа што
бројноста на мечката во Македонија е утврдено, односно оние цифри кои што ги имаме се главно добиени преку експертски некои процени кои што се апроксимативни или преку ловечки статистики, но за жал немаме се уште систематски цензус, односно едно редовно и долгорочно пребројување на бројот на единки на ниво на цела држава. Тоа значи дека не може да веруваме на бројката од 170, која што е навистина висока бројка? Јас сега не сакам да шпекулирам, ама чув за бројот 170 или 60 единки на ниво на Маврова. Да. Имајќи ја предвид екологијата и биологијата на мечката. Познавајќи го теренот? И познавајќи го теренот и познавајќи ја територијата на Маврово, Националниот парк не може да поддржи толку голем број на мечки. Тие се животни кои што се крупни месојади, имаат огромен ареал на движење, огромни територии, така што не би шпекулирал со бројки, ама ова не одговара на природата на мечката. Само сакам да кажам дека потребно е прво да се направи такво пребројување, тоа не е некоја филозофија, тоа веќе се прави. Како се прави тоа? Најверодостоен, ја би рекол, метод е преку генетиката. Например, во западноевропските земји, па и оние кои што близу до нас, соседните, и Грција, и Словенија, и Хрватска, се прави токму преку земање измет, примероци од измет, и изметот не може да лаже. Изметот ќе покаже секогаш дали станува збор за иста или за различна единка. Земајќи таков примерок, има методологии и се прави бројната состојба, да речеме, на мечката. А друг метод кој што го користите вие конкретно рисот, кога е во прашањето с камерите? Да, тоа е малку поспецифично, затоа што рисот е такво животно кое што има своји шари, своји некои карактеристики кои однадвор може да се препознаат. Ние поставуваме камери на шумски патишта, патеки, врвици, и секогаш поставуваме камери од двете страни на патот, сакајќи да ги снимиме двете страни од животното. Со рисот е условно кажано лесно, затоа што токму овие шари се неговиот отпечаток, да речеме, неговата идентификација. Така, да. Тие се единствени, уникатни за секоја единка. Кај мечката немате вие такви образци, такви шари, такви карактеристики. Да, точно е дека некогаш ќе забележиме различни големини, нијанси на кафеаво, црнкаво, но тоа не е доволно добар репер за вие да кажете дека тоа е различна единка. Многу лесно може да се помешаат единки. Така. Ако првиот чекор би бил да се пребројат, што би биле следните чекори? Еве владата ги повика надлежните во населеното место да го исчистат сметот. Дали тоа сметате дека е решение и дека е мерка со која што нема да се сивнуваат мечките? Тоа е дел од решението. Значи, тука морам да потенцирам дека немаме ние едно решение или еден единствен проблем кој што ќе го подцртаме. Еве зборуваме за еден чист предел. Предел кој што нема диви депонии. Или... Сте биле во Маврова? Па еве сега човекот кој што е на терен, кој што вели го посети в селото, директорот на Центарот за управување со кризи вели дека е чист терен. Не зборуваме за Маврово, зборуваме за целиот тој жировница, значи цел дел. Маврово Ростуше. Ќе кажам пак, проблемот со мечката е сплет на фактори. Не може да кажеме дека е само една работа. Во случајов, еден од тие фактори е и достапноста на храна. А тоа во преведено во случајот со Маврово се дивите депонии, ѓубриштата, па дури и местата каде што легално се одлага отпадот. Зошто е тоа така? Затоа што едноставно мечката се привикнува, или она што ние го нарекуваме во биологијата, хабитуира. Се привикнува на присуството на луѓе. Зошто? Затоа што ако таа најде некој сигурен, редовен извор, константен на храна, таа нема да сака да вложи дополнително енергија да бара храна во шумата. Во шумата ресурсите се раштркани и не се во големи концентрации. И тоа значи дека секое животно треба да трага по нив. Ама кога имате вие на куп на едно место ставено така храна... Ама тие не одат до депониите, тие одат до куќите. Тие истражуваат. Каде што е во кантите за отпадоци. Тоа е проблемот со таа хабитуација што ја спомнуваме. Тие полека ќе почнат да истражуваат и тоа е она што исто така го нарекуваме
храбро мечка. Односно, тие се охрабруваат се повеќе и повеќе да истражуваат и тоа е, да речеме, чекор до нешто што се нарекува и проблематична мечка, кога таа веќе многу по-агресивно или многу по-настојчиво гравитира околу тие населени места. Тоа сакам да кажам. Мерка за тоа е точно да се исчистат тие ѓубришта и исто така да се воведат некои механизми со кои што ќе се одвраќаат и ќе се заплашуваат животните. Например? Што е безбедно? Безбедно, апсолутно. Безбедно за нив. Она што во контекст на ѓубрето што може да се направи е да се воведат контейнери со заштитни механизми. Например, тоа се посебни контейнери кои што имаат механизми што, да речеме, не се толку очигледни за мечката да знае како да ракува со нив, ама луѓето нели може да ги користат. Ама повторно се навраќаме на тоа, на дисциплината на луѓето. Значи треба да бидеме многу совесни за тоа како управуваме со отпадот. Тоа е, мислам, дека една од главните причини, ама не единствената. Секако дека тука удел има и загубата или фрагментацијата на живеалиштата, она што значи ние честопати навлегуваме или ги вознемируваме животните во нивните природни средини. Дали е тоа преку градење инфраструктура, патишта, угостителски објекти, викендици, сведоци сме на се поголем број на викендици кои што продираат се подлабоко и подлабоко во шумата. Па луѓето, барајќи мир и спокој, го прават токму обратното за животните. Тоа е едно огромно вознемирување. Бидејќи секогаш кога ќе се појави некаков си објект некаде, тоа е нов преседан кој значи нови и нови објекти кои што тогаш ќе никнат. Па можеби делот од системското решение е да се знае до каде. Мора да има граница до каде. Мора да се знае до каде и треба некогаш да се пресече. Не зборувам само за нелегалните објекти, зборувам и за легалните објекти. Не зборувам само за Маврово, зборувам за цела Македонија или барем Западна Еве, каде што е главно ареалот на мечката. Возможно е да се успеат и пренесат на друга територија? Возможно и тоа постои како опција во она што се нарекува мониторинг. Ама тоа не значи пренесување на проблемот на друга територија? Тоа исто така значи, тоа и ќе кажав, вие треба да имате план и концепт што сакате со тоа. Да, ќе успиете мечката, да, ќе ја заловите, ама што потоа? Дали сте спремни или дали поважно локалното население е спремно на другото место да прими еден таков сосед? Колку може да се спремиме, со оглед на тоа дека и вие ни кажавте како изгледа една средба со мечка, која што вие сте имале повеќе пати. Вие го работите тоа, вие сте постојано на терен и веројатно и познавате малку подетално и како треба да изреагирате. Ние сме обични луѓе. Јас апсолутно се согласувам дека не е пријатно да се види мечка. Значи, веројатно за различни луѓе е тоа различно диво животно. Само сакам да нагласам дека не треба да се прибегнува веднаш кон некои радикални крајни мерки за справување со мечките. Ако не друго, луѓето од Маврово, па и од цела Западна Македонија, за среќа, никогаш го немаат изгубено контактот со дивите животни, особено со крупните месојади, и тоа е нешто на што треба ние да се гордееме. Например, западноевропјаните го немаат тој луксус и таму е многу лесно да се направи веднаш фама ако една мечка се појавила негде на 500 километри од некој градчи, веднаш да се прават такви сензационалистички вести. Не сакам да кажам дека ова се пренадува како проблем, но сакам да кажам треба малце по-трезвено и треба по-систематски да се пристапи на проблемот. При тоа имајќи на ум дека има низа мерки кои што треба прво да се исцрпат пред да се оди во нешто што значи крајно решение. А крајно решение во ситуацијата, ако зборуваме за крајното решение, ако би било истребување, тоа е недозволиво, затоа што е заштитена со закон. Не, апсолутно не зборувам за истребување. Зборувам за отстрелот кој што беше допред некој ден ставен на маса како опција. Тоа е тоа. Тоа е апсолутно недозволиво. Колку имаме ние заштитени видови кај нас? Па имаме повеќе видови, зависно тоа на што гледате, односно на која група животни. Ама мечката конкретно е строго заштитен вид. Да. Согласно Законот за заштита на природата и Законот за ловството. Рисот секако го споминавме загрозен вид кој што е заштитен.
волкот, за жал, не е кај нас заштитен вид, иако на европско ниво е заштитен вид. Зошто не е кај нас заштитен вид? Па волкот малку е спорно тоа затоа што се уште се смета за вид кој што покажува висока бројност, иако е тоа малку спорно, ние малку спориме сега со некои од субјектите и надлежните органи, но јас мислам дека тука малку треба исто така да се преконципираат некои работи за тоа како ќе пристапиме и кон зачувување и кон заштита и на овој вид. За сметка на него, например, чакалот е заштитен вид, кој што на европско ниво па важи за инвазивен вид, кој што веќе доста интензивно и длабоко продира на европско тло. Познавајќи го теренот и видовите кои што се заштитени, но и треба сметате да бидат заштитени, како сме со потомството, имаме ли загрозен вид? Во која смисла? Па дали имаме потомство? А кај загрозените видови? Да. Така е. Кај загрозените видови за среќа кај рисот имаме потомство, забележуваме дека Тоа е благодарение тие камери кои што ги имате. Тоа е благодарение на одличната соработка која што имаме и со Националниот парк Маврова и со останатите национални паркови и со ловиштата ќе споменам, па и со надлежните институции, бидејќи ние долги години соработуваме со така наречената програма за закрепнување на балканскиот рис, која што е една долгорочна програма која 2006 година па наваму активно учествува во проучување, мониторинг и обиди за закрепнување на балканскиот рис. Добро, тоа е убаво да се слушне, и благодарение на вас, Македонско еколошко друштво, можеме да ги видиме и тие фотографии, некогаш и видеа, па да, навистина се убави да се видат, особено за дивиот цвет кој што немаме прилика нели да го видиме, но и се плашиме, за разлика од вас. Благодарам за денешниот разговор. Благодарам за одвоеното време. Се надевам дека ќе се видиме и на друга тема со оглед на тоа дека вашата работа е навистина голема. Еве денеска зборувавме за животните кога се во прашање, но зелената агенда ви е висок приоритет. Така да ќе се видиме на друга тема. Благодарам многу и отворени сме секогаш за соработка.